Почитувани медиуми, почитувана јавност, денешната вест дека ВМРО ДПМНЕ ќе формира дури 10 пратенички групи во собранието не е ништо друго освен класична блокада на работата на собранието на Република Македонија. Тоа значи блокирање на реформите и оневозможување граѓаните да ги добијат потребните сервиси и услуги од државата. Со ваква блокада ВМРО ДПМНЕ продолжува да се однесува лицемерно, себично, неодговорно и на директна штета на сите граѓани. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе направи се за да не застанат реформите за кои гласаше мнозинството од граѓаните и кои носат добро на сите. Граѓаните заслужуваат и повисока минимална плата, и просечна плата, заслужуваат институции што се во нивна служба и заслужуваат нови работни места и правда за сите. ВМРО ДПМНЕ ги повикуваме да се откажат од ваквиот несовесен потек, што всушност представува понижување и девастација на институцијата собрание, понижување на граѓаните и демократските вредности и е спротивен од државните и интересите на граѓаните. Ниту граѓаните, ниту Република Македонија не смеат да бидат заложници на неколку лица од раководството на ВМРО ДПМНЕ, кои поради исклучиво собствени хирови сакаат да ја блокираат целата држава. Ви благодарам, повелете со прашања. Како ќе успеете да ги спречите да се пријават сите пратеници, да речеме, за збор како што беше на конститутивната седница? Како ќе ги спречите 10 координатори да бараат по еден час пауза, да речеме? Јас не знам зошто мислите дека би се обиделе да ги спречиме. Тоа е право кое е дадено со членот 33 од Деловникот и тие тоа право си го користат. Ние го коментираме ваквиот нивен потек дека не е во интерес на демократските процеси и дека само продолжува обструирањето на работата на собранието на Република Македонија. Тоа е во насока на ова што вие велите немате намера да се откажете од реформите така и ќе ги спроведувате. Како ќе ги спроведувате ако имате вакви обструкции? Тоа е поента за. Социјалдемократскиот сојуз, издружената коалиција, односно заедно парламентарното мнозинство, ќе ги превземеме сите деловнички мерки кои се на располагање за да го спречиме ваквото деструктивно однесување. Деловникот дава услови. Вие и сами знаете дека овој деловник по кој сега работиме е донесен во јули 2008 година и од тогаш е менуван, надоградуван и така натаму. Тоа не значи дека деловникот еден ден не може да се смени, одредени одредби да не можат да бидат променети само во интерес на зголемување на демократските процеси. Наша интенција од секогаш била такви значајни документи да ги менуваме и донесуваме со општ консензус. За разлика од ВМРО ДПМНЕ, кои ем сами си го донесуваат деловникот, ем сами си ги менуваат деловничките одредби според нивните интереси и сега гледате дека ги злоупотребуваат. Тоа е, ние не навлегуваме во правото на пратениците и пратеничките групи. Само го коментираме ваквиот несовесен потек. Значи, гледате дека на точка на дневен ред за правни акти, поднесени од Народниот правобранител, се јавени 35 дискутанти и сега се наред реплики од 40 дискутанти. Тоа не е ништо друго, освен одложување или одолговлекување или обструкција на работата на собранието, затоа што следната точка е разрешување на државниот јавен обвинител. И цела меѓународна јавност, и цела наша домашна јавност очекува час поскоро да биде избран новиот државен јавен обвинител за да започнат сушност реформите во областа на правосудството. Инаку постапката за избор на нов јавен обвинител е јасна. Чим во оној момент кога ќе биде разрешен досегашниот државен јавен обвинител, започнува рокот за пријавување, за кандидирање на оние што се заинтересирани и што ги исполнуваат условите. Потоа тоа оди на совет на обвинители, па оди на мислење на влада и потоа се враќа во собрание каде што се донесува одлуката. Ние се надевавме дека нашите колеги пратеници од опозицијата ќе ја сватат важноста на моментумот, ќе ја сватат важноста на оваа реформа и дека нема на вакви точки за кои некогаш кога биле мнозинство воопшто
внимавајте, се труделе дури народниот правобранител да нема нивоведно излагање. А сега по 50, по 60 реплики и дискусии. Навистина е од авион се гледа намерата, само за да се одолговлекува целата работа, како и да е, тоа е нивно право. Јавноста ќе си суди кој сака и кој не сака да се започне со реформите. Меѓутоа, јас ве уверувам дека парламентарното мнозинство ќе направи се за реформите да продолжат, но од друга страна, ние сме цврсти во намерата да не биде загрозено ниту едно право на ниту еден пратеник кој следи по деловникот и по другите законски одредби. Тоа е прашање одлука на председателот на собранието. Јас мислам дека ние сме на став петоците, онака како што е деловничка одредба, да бидат наменети за средби на пратениците, нас пратениците со нашиот електорат, онаму од каде што доаѓаме. Меѓутоа, и председателот на собранието не информира доколку почувствува потреба од неодложна работа, а мислам дека ова е еден од тие случаи, тогаш може би и ќе предложи да работаме утре, а вие знаете дека сме работали и сабота, и недела, следува ребаланс на буџетот кој е врзан со датуми и така натаму, така што сепак таа работа би оставил да одлучи председателот на собранието. Ние сме подготвени било кој ден да треба да се работи, ние ќе сме тука. Обвинението деса велат дека планот 369 што го објави вчера владата Да? е рециклирана и е копија од претходната влада, во претходната власт. Значи, тоа не го избори. Како го коментирате ви? Не знам јас што коментирале Беса. Знам дека планот 369 е најцврстата платформа со која парламентарното мнозинство, а верувам и сите опозициони партии, ќе застанеме заедно затоа што значи реализација на сите обврски кои се превземени со досегашните договори, со владината програма и со она што значи исполнување на обврските поврзано со сите приоритетни реформи, односно приоритетни активности во врска со и предстојните реформи. Планот 369 е точно, прецизно дефиниран за јавноста, како нашата, така и меѓународната, да ја види детерминираноста и определеноста на новата реформска влада, да се зафати со реформските процеси, онака како што вети, и веќе граѓаните после 9 месеци, таа последната деветка е 9 месеци, односно со извештајот на најновиот извештај кој ќе дојде напред од Европската Унија, да имаме неусловена покана за почеток на преговорите со Европската Унија. Повелете. Не ве слушам, извините. Да? Не ви го разбрав прашањето. Полициски? Да, полициски омбудсман. Комисијата за политички прашања беше спомнато дека треба да има полициски омбудсман кој ќе следи работата на полицијата. Значи, овие работи не се врзани воопшто со изборот на државен јавен обвинител или со конкурирањето, тоа се реформите кои се предвидени во Министерството за внатрешни работи и вие тоа ќе си го доставите како прашање до министерот за внатрешни работи. Немам друго што да ви кажам односно. Ама видите сега, ние така е. Ние предлагавме укинување на радиодифузна такса. Вчера ВМРО ДПМН излезе со предлог за укинување на радиодифузна такса и тоа, внимавајте, по скратена постапка. Ние предлагавме опозицијата, која ќе завршат реформските процеси во сферата на правосудството, да го предлага државниот јавен обвинител. Вчера ВМРО ДПМН излезе со предлог по скратена постапка опозицијата да го предлага државниот јавен обвинител. Мислам, крајно несериозно и лицемерно, а ние стоиме на сите оние предлози што сме ги давали, меѓутоа кои се детерминирани, и таа детерминираност временска значи 2 години по решавање на сите
реформи и посносењето на неопходната политичка одговорност на главните актери во сите процеси поврзани со СЈО, ние иницираме и ќе иницираме изборот на државен јавен обвинител да оди по предлог на опозицијата. И ние тоа го ветивме и ние тоа ќе го оствариме. Истото, само пред недела дена, пратениците од ВМРО ДПМН на Комисијата за транспорт и врски беа против укинување на радиодифузната такса и тврдеа дека на тој начин ќе се партизира, ќе се политизира јавниот радиодифузен сервис. За вчера на седница да слушниме предлог по скратена постапка. Сакам, што сакам да ви кажам со ова? Нашите предлози, кои сме ги давале во предизборниот период, оние што станаат дел од изборните програми и сега од владината програма на новата реформска влада, ќе дојдат на реализација кога ќе бидат создадени условите за тоа. А за поединечните мерки и активности кои се однесуваат на министерствата, односно на службите во државната власт, прашањата ги побарате таму. Значи, овдека ние или предлагаме законски решенја од страна на пратениците како пратенички групи или како пратеници, но во меѓувреме следиме се она што владата како извршна власт ни го испраќа како предлог за нови законски решенја или измена и дополнување на старите. И така и ќе биде и во иднина. Значи, председателот Заев само го повтори она што го велеше цело време и со почнувањето на Пржинскиот договор, и вие се сеќавате дека Пржинскиот договор не е ништо друго, туку взаемна согласност да се започне со реформите. Значи, планот 369 не е сега нов план од Марс паднат, тој е само продолжение на она што е договорено со Пржинскиот договор, на она што е дефинирано во реформските приоритети за кои сите се согласија, и тука нема ништо ново освен временска детерминираност на активности за да се реализираат реформите. Така што зошто не би се согласиле сега кога сите заедно се согласивме дека се неопходни реформи и дека оваа држава веќе крајно време да тргне по новиот реформски пат заради нормализација на односите. Време е веќе да почнеме да живееме во една нормална демократска држава каде што ќе се применуваат универзалните демократски вредности. И нема ништо ново во планот 369, така што ако се искрени од ВМРО ДПМН, треба веднаш да се сложат да го прифатат и заедно, не блокирајќи работата на ова собрание, да тргнеме со полна пареја да почнеме да ги остваруваме. Јас ви благодарам за вниманието на сите.